Со торта која што се делеше на неговиот гроб и музичка програма во спомен домот, денеска во Крушево се одбележа 38-миот роден ден на Тоше Проески. Стотици фанови од цела Македонија, но и од повеќе балкански држави беа присутни во Крушево. Елеонора Василиева од Бугарија веќе трета година на овој ден носи торта во Крушево. Днес За мене овој ден е повеќе празник отколку што е поврзан со тага. Денес се роди Тоше, кој ни донесе толку многу љубов и толку многу убави нешта ни остави. Затоа овој ден за нас е радост. Фановите и роднините на Тоше велат дека тој ни оставил аманет да го продолжиме неговиот пат. Продолжиме по неговиот пат на сите што го остави, да продолжиме по неговиот пат. Хумани, да се сакаме донатори, да бидиме и да поможиме на тој што има потреба. За Тоша нема средина, има само бол и тага и љубов. Ама имамо верба во Господ, ке видимо со него еднаш. Дури оние кои не биле родени кога тој почина, ја слушаат неговата музика и го почитуваат неговото дело. И сега дојдов за неговиот роден ден тука, да го посетам и да си запалам свеќа за здравје и за среќа. Имам 10 години и според кажувањата Тоше бил многу хуман и многу добар човек и затоа дојдов овде да го посетам денеска. Во спомен домот се одржа пригодна музичка програма, а свој настап имаше и Елена Ристеска, која што порача дека сите ние како општество треба да направиме што е можно повеќе Тоше и неговите дела да живеат со нас. Да има што повеќе емисии за него. Не само на овие денови, туку ни текот на целата година да биде споменуван. Можеби да се назначи некоја институција со негово име. Јас искрено би сакала универзална сала да се вика Тоше Проевски, фестивали, дај Боже, па и специјални емисии, можеби така да се нарекуваат по неговото име. Така најдобро би се пренела и неговата мисија и би се одржало неговото име да знаат и идните генерации за него. Од фондацијата Тоше Проески се надевале дека во иднина ќе бидат издадени нови досега необјавени материјали од Тоше. Во семејното студио на Тоше во Скопје се уште постојат материјали. Ние се надеваме дека како што оди технологијата напред, ќе станат достапни и во иднина и во пошироката јавност да може да ги чуе. Од општина Крушево пак најавија дека ова лето треба да започне изградбата на неговиот гроб. Ние претходнава година се сочивме со правни проблеми, правни процедури, бирократски односи, меѓутоа успеавме да ги расчистуваме и веќе на совет е помината комисијата која треба идејното решение да го спроведи како проект, основен проект каде треба да се работи. Да, во чест на Тоше Проески давам крв денеска. Иначе сум крводарител, имам, сега ми е трет пат моментално што давам крв. И ми е мило баш на овој ден што можам да дарувам крв во чест на роден ден. Па јас сум музичар, го сакам Тоше, како идол ми беше и ми е од секогаш. Ја сакам неговата музика. Пред се беше добар човек тој, заради тоа. Присуството на големиот број посетители во неговиот спомен дом само уште еднаш потврди дека Тоше има само датум на раѓање и дека вечно ќе живее со нас. Спомен куќата на Тодор Проевски од Крушево е место каде што мислам дека најмногу се чувствува енергијата на Тодор Проевски, почнувајќи од секој него парче облека, од секој магазин кој што не случајно и ненамерно го прелистал, убивајќи ја досадата, од секоја негова гитара, од секоја добиена награда и признание. И сите тие предмени манифестираат една енергија која што тука посетителите ја осеќаат, се осеќа духот на Тодор Проевски, се осеќа неговата музика, неговото доброчинителство. Спомен куќата каде денеска се одржа свечената програма за овој ден останува најпосетениот музеј во Македонија со над 650.000 гости, од кои 30% од странство.